Здраво на сите, добре дојдовте во уште едно издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. И денеска надпреварувачите се подготвени, а и сите останати тука во нашето студио. Па да не им отрошам времето ниту нив, ниту на вас, да ги поканиме денешните надпреварувачи да седнат во нивните кабини и да започнеме со денешното издание на квизот Листа за 300. Како и секогаш така и денеска прво ќе ги повикам денешните домакини, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз. А тоа се Вања и Сашо. Повелете. Вања, здраво. Здраво, здраво. Како си? Добра, Сашо? Супер. Здраво. Домакини? Домакини. Ете, се, како да кажам, се сменија работите, дојдовте како предизвикувачи, стигнавме до домакини, на сето тој со свој убава парична награда од 150 евра. Да. Имавме шанси за 200, но ете, Ташкент беше, ако не се лажам, градот кој што да. Ко забелете не ни текнуваш. Тоа е што е, одлично одиграно, денеска имате шанса да го поправите и тој резултат, ако има воопшто нешто да се поправа. Ќе пробаме. Да, но имате нови противници, противнички денеска да. и нови теми за одговарање, па да видиме дали сте подготвени. Подготвени? Да, супер, не се ни сомнева во вас. Те не сакате да додадете нешто? Не, се е супер. Све си е супер, ќе ги чуваме зборовите за во кабина внатре која ќе треба да одговараме, така? Точно. Вања и Сашо, со среќа во продолжение, денеска домакини, значи ваше домакинската кабина. Повелете. Благодариме. Секако тука во нашето студио се и нивните противници, во оваа ситуација противнички. Денеска, во улогата на предизвикувачки се Анастасија и Рената. Повелете. Анастасија, здраво. Рената, здраво. Добре, дојдовте во Листа за 300. Добро, Ако не најдовме. се лажам, прво учество, така? Да. Супер. Ајде да ве запознаеме на кратко. Анастасија, некоја информација за тебе. Анастасија од Скопје, студент на економски факултет, трета година сега. Супер, одлично. Кој одсек смер на економски? Менаџмент. Менаџмент, супер. Како студиите, добре? Сега за сега супер. Забавно? Па да. Па да, дали се колку што може. Супер, одлично. Дали таму се гледаш, мислам, во таа струка во иднина? Па да, откако запишав, се сватив дека добра струка одбрав. Одлично, баш ми е мило што таки се надевам стварно дека во животот ете ќе си го работиш и тоа што си го сакаш, дека ќе ти се наредат коцките за како што викаат нели да не работиш ни еден ден во животот, а да си заработуваш пари. Има поделени мислења на таа тема, дали не работиш ако се сакаш работата воопшто или пак премногу секој ден ќе треба да работиш. И како и да е. Рената? А јас сум Рената од Скопје, вработена, супруга, мајка на Анастасија. Да, тоа сакам да ве прашам, дали сте мајка и ќерка? Супер, чива беше идејата да дојдете денеска? Неизина. Да, на мама. мама. На мама зборот е последен, На кога мама мама. ќе рече, мора. Така е да се знае. Супер, баш ми е мило што се одлучивте денеска, ете, што собравте храброст и сили да речем, а и време да најдете за да дојдете во Листа за 300. Искрено се надевам дека ќе си заминете тука со едно позитивно искуство и дека повторно ќе се вратите, Секако. Да. без разлика на резултатот. Анастасија и Рената, да не сакате да додадете нешто? Па не, тоа е. Ги Тоа е. поздравуваме сите домашни. Домашните сите што не знаат. Да, голем поздрав и од мене до домашните и до сите кои што Ви ме знаат благодарим. и до сите останати гледачи. А сега Анастасија и Рената, како што реков, започнуваме како предизвикувачки, да видиме дали ќе стигнеме до домакинската кабина. Со среќа во продолжение. Ви благодариме. Ако нешто сакате во продолжение да ме прашате, слободно, немојте воопшто да размислувате, важи. Како? Со среќа, како што реков, ваше предизвикувачката кабина, повелете. Ви благодариме. Добре. Вања и Сашо, односно Анастасија и Рената, се во нивните или нашите надпреварувачки кабини, како сакате. Па сега, драги гледачи, ајде сите заедно да ги провериме кабините дали работат како што треба, за да си продолжиме без никакви проблеми со денешното издание на квизот Листа за 300. За таа цел, ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на Вања и Сашо. Рената и Анастасија, дали се слушаме? Да. Тоа што заборавив преска да ви кажам и да ве прашам, случајно трема да немате. Па не. Па не, одлично. Ме радува тоа. Во продолжение немојте ни да имате, значи немојте да се секирате. Доколку имаме некаков технички проблем во продолжение, слободно да ми сугерирате веднаш, мислам, немојте воопшто да губите време, да не се одрази тоа на играта и на вашиот резултат секако. И доколку нешто не ме слушнете, не ме разберете од X причини,
веднаш да ме прашате. Немојте да предпоставувате, сме имале премногу грешки поради предпоставките на нашите надпреварувачи. Со среќа уште еднаш во продолжение, сега ќе исклучим и вашата кабина. Да видам ја, Вања и Сашо, дали ме слушаат? Да, супер. Домакине и домакинке, како сте? Одлично. Расположени за игра? Да. Поболи од тука. Да, знам дека е подобро таму, погледот е друг. Од таму парите се гледаат. Имаш сега мајка и керка и татко и Да, и керка. татко и керка, точно видиш, абе, никако, фала ти бе, Сашо, денеска со паралели не ми оди баш најдобро. Па имаме еден, како да речеме, фамилиарни судири. Да видиме кој ќе биде поуспешен или посреќен денеска, како сакате. Вања и Сашо, може да почнеме? Може. Супер. Драги гледачи, кабините функционираат одлично, во тоа се уверивме и вие, а и јас. Плюс на сето тоа и Вања и Сашо како домакини ми дадоа зелено светло за старт, па да го испочитуваме и нивниот збор и да започнеме со денешното издание на квизот Листа за 300. А започнуваме со првата лицитација, а темата за истата гласи: зборови на 3 букви кои содржат една буква О. Бараме зборови од точно 3 букви кои се составени од само една буква О и 2 било кои согласки. Буквата О може да биде било каде во зборот. Стандардно зборовите мора да се содржат во македонскиот дигитален речник без оглед, без разлика. Дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании, народи и слично. Морам да дадам пример еден за да ги разјасниме работите. Значи, бараме зборчиња од точно 3 букви, кои што имаат 2 согласки и една буква О. Значи, доколку имаат 2 самогласки, О, уште една самогласка, било која, и уште една согласка, тогаш зборот е неточен. Ке ви дадам и пример. Гол би било точен одговор, затоа што има 2 согласки и О буквата како самогласка. Но око би бил погрешен одговор, затоа што има 2 самогласки, односно 2 пати ја содржи буквата О. Договорено? Да. Мислам дека е јасно. Има многу зборчиња, да не ве збунува ова што ви го кажав. Јас само тука имам повеќе од 100 зборчиња извадени. Ги има многу во македонскиот јазик. Чисто сам да ви кажам, во поглед да размислувате, да не се откажувате одма. Договорено? Дали не е јасно, Рената и Анастасија? Одлично. Вања и Сашо, дали не е јасно? Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата лицитација започнуваат тековните предизвикувачи, односно денешните предизвикувачки Анастасија и Рената. Ке ве замолам да исклучиме кабината на Вања и на Сашо, а Анастасија и Рената, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 10. 10. Започнуваме со 10. 12. 12. 14. 14. 15. 15. 17. 17. 18. 18. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. Нека одговараат. Да одговараат? Ајде да видиме. Рената и Анастасија, да го скршиме мразот. Да видите како е да се одговара, ќе видите дека не е ништо страшно. Имаме тука 26 празни полиња, не се малце, но и не се ни премногу, како што знаат да бидат по 50, 60, понекогаш и 70. Како што рековме, бараме зборови на 3 букви, каде што едната буква мора да биде буквата О, а останатите 2 било кои согласки. Кога ќе бидете подготвени, започнете со одговарање. Нос. Нос. Така е. Бос. Бос. Така е. Конј. Конј. Така е. Топ. Топ. Така е. Вол. Вол. Пол. Пол. Така е. Дол. Дол. Така е. Мој. Мој. Така е. Мое. Мое.
О, леле, Рената и Анастасија. Во брзање, верувате дека ни јас не обрнав внимание? Скрос. Тотално се излои, викам, па види што убаво им тргна. Тич не обрна внимание дека имаме 2 самогласки во ова зборче, во мое. Супер, да, а ја па уште и во главата си викам, зошто па и мој не го игра? Ме разбира, че ја ова, да, мој, леле, джабе водител сум, демек јас сум тој што треба да ги пази, да ги води работите, јас сум тој што најзаборавен тука во студиото. Анастасија и Рената, ништо страшно, видовте дека не е ни страшно да се одговара, супер ви тргна, но ете, тоа беше уствари, како и да кажам, зазнатото во оваа тема, што ни направи ете проблем. Се занесовме и едноставно отидовме патот кај што не води до тоа што е. Анастасија и Рената, ништо страшно, имам уште една лицитација за играње. Ништо не е готово, продолжуваме сега на втората лицитација. Вања и Сашо, честитки за првиот поен. Интересно, мислев дека немаме, дека лесно ќе ги поминат кога тргна, но како што реков, да, тоа беше она збунувачкото во темата. Човек ќе се занеси и почува да ги реди после махинално онака. Дека се римуваат и така поред. Да, се тераш и ета, имаме уште една лицитација за играње. А пред да се преселиме на следната лицитација, за да ги прочитам оние некои зборови на 3 букви кои содржат една буква О, тука имаме бог, бот, бок, бол, бон, бор, потоа вод, воз, поп, пот, роб, ров, сој, том, тон, шок, што и така натаму. Ги има многу, како што реков. Дури не очекував дека толку многу зборчиња имаме на 3 букви, каде што едната буква е буквата О, а останатите 2 букви се самогласки. А сега, драги гледачи, како што реков, време за втората лицитација. Оваа лицитација ќе одлучи дали Рената и Анастасија ќе може да го свртат резултатот во нивна полза на пенали или пак Вања и Сашо ќе ми се придружат тука на главната сцена и ќе ги соочиме по втор пат со темата од нашата листа. А за сето ова ќе дознаеме во продолжение. Темата за втората лицитација гласи: држави кои имаат најмногу милиардери во 2024 година. Извор – сајтовите на Forbes и преглед на светска популација. Бараме имиња на држави од целиот свет кои имаат најмалку 1 милиардер во долари. Некои имаат и повеќе од 100, некои пак само 1. На оваа листа се повеќе од 70 држави. Ние секако, за жал, не се наоѓаме на оваа листа. Македонија се уште го нема својот милиардер. Но знаеме дека имаме па многу милионери на наш грб. А сега, Вања и Сашо, да се вратиме на тоа за што сме, дали е јасна темата? Јасно е. Така е, Рената и Анастасија. Јасно. Супер. Уште еднаш ќе повторам, бидете внимателни, не бараме милионери, бараме милиардери. Или, како што би рекле американците, билионерс. Бараме, да, не милионерс. Ако ни се јасни, ако не е јасна темата, тогаш да продолжиме понатаму со надавањето. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Анастасија и Рената. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домаќините, а Анастасија и Рената, кога ќе имате понуда, да ја слушнам. 5. 5. Започнуваме со 5. 7, 7. 8. 8. 10, 10. 11. 11. 12, 12. 13. 13. 15, 15. 16. Едно повеќе, 16. Исто едно, 17. 18. 18. 19, 19. 20. Округли 20. 21, 21. 23. 23. 23 речи. 23. Да. Нека одговараат. Да одговараат? Ајде да видиме, Вања и Сашо, минатиот пат успеа оваа стратегија, да видиме дали сега. Рената и Анастасија, раат не видовте.
Ама па затоа нареден пат или пак после ако успеете оваа да добиете пат за на пенали спремни ќе бидете како никој. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Сад. Сад. Соединетите американски држави имаат и повеќе од 100 милиардери. Обединето кралство. Обединето кралство. Во Обединетото кралство живеат повеќе од 10 милиардери. Нема да наблегуваме во точната конкретна бројка. Точен Германија. одговор. Германија. Така е, точен одговор. Франција. Франција. А Германија е во оние земји кои што имаат и повеќе од 100 милиардери во листата заедно со САД, кај што се Франција, исто така точен одговор. Италија. Италија. Точен одговор. Шпанија. Шпанија. Така е. Швајцарија. Швајцарија. И Швајцарија има повеќе од 10 милиардери кои што живеат и работат таму, така е. Русија. Русија. Така е, точен одговор. Канада. Канада. А Русија е во онаа група со Соединетите американски држави и Германија, кои што имаат најмногу милиардери. И Канада е точен одговор. Катар. Катар. Така е. Катар е точен одговор, но влегува во онаа група кои што имаат помалку од 10 милиардери. Бразил. Бразил. И има Бразил и та повеќе од 10 милиардери, не се секирајте, така е. Индија. Индија. Индија исто така со многу милиардери во онаа листа, во топ 5 листата со Соединетите американски држави, Германија и Русија. Кина. И уште Кина е и последната од оваа листа, топ 5 земји со најмногу милиардери кои што имаат многу повеќе од 10. Јапонија. Јапонија. Така е, точен одговор Јапонија. Јужна Кореја. Јужна Кореја. Јужна Кореја со повеќе од 10 милиардери, точен одговор. Холандија. Холандија. Така е, точен одговор. Белгија. Белгија. И Белгија има доста, повеќе од 10 милиардери. Австрија. Австрија. Австрија точен одговор, но помалку од 10 милиардери живеат и работат и функционираат во неа. Данска. Данска? Ајде. Данска, точен одговор. Саудиска Арабија. Саудиска Арабија. Така и Саудиска Арабија е точен одговор. Уште 3 ни остануваат.
Не брзајте, пополеки имате време. Шведска. Шведска. Шведска и тоа си има повеќе од 10 милиардери, точен одговор. Уште двечки. Египет. Египет. Египет предпоследен одговор. Ајде да видиме. Египет покрај пирамиди и милиардери, точен одговор. И последното. Македонија. Не, сигурно нема. Ова е едно последно... Секогаш ја најзета до тоа да. И колку пати луѓе има сгрешено на Да, последното, да. а мене срце ме боли кога ќе се случи тоа. Турција. Турција. Ајде да видиме. Омилена држава, са немој да стане неомилена. Турција ти е омилена држава? Да. И мене едно од поомилените ја шетав, ама многу одамна, 99-та година, убаво ја прошетав, тоа на неколку месец и бев џашен од убавините што ги има и историјата која што има и се зареков дека ќе отидам повторно, ама ете помина 20 години од тоа уште не сум отишол. А, меѓу другото, покрај тоа што имате многу природни убавини, историски убавини, имате многу милиардери, што ја прави Турција 23-ти точен одговор за Анастасија и Рената. Иран-Ирак ке ве утепа ако ги игравте. Ништо со Ирак и со Иран, таму се знае парите ке кого одат, не се делат на многу луѓе. Но, она што е интересно, сега ќе прочитам на топ 5, иако ги кажавме, со повеќе од 100 милиардери се САД, Кина, Индија, Германија и Русија. Со повеќе од 10 милиардери ги имаме тука Австралија, Бразил, Грција, интересно, Израел, Италија, потоа Мексико, Норвешко, Обединето кралство, Саудиска Арабија, кажавме Сингапур, потоа Швајцарија, а со помалку од 10 милиардери ги имаме Австрија, Аргентина, Бугарија, Венецуела, Обединети Арапски Емирати, Полска, Португалија, она што е интересно и Хрватска е нова листа со 1 милиардер. Браво. Како и да е, Анастасија и Рената, кој освоивте и првиот поен во листа за 300, кој што, меѓу другото, и ви го изненачи резултатот и ќе ви даде шанса сега и да направите целосен пресврт на пенали. Но дали ќе успеете во тоа ќе видиме, затоа што Вања и Сашо не им е непознато да играат на пенали, искуството е на нивна страна и верувам дека ќе дадат се од себе за да го добијат овој меч или овој квиз. Нема да должам повеќе, и на едните и на другите многу им зависи. Па, мислам дека најпаметно ќе биде веднаш да се преселиме на пеналите и да се изиграм играта за да го дознаем и денешниот победник. Денешната тема за пенали гласи: зборови од песната "Зошто си ме мајко родила". Бараме зборови од 3 или повеќе букви кои се содржат во народната песна "Зошто си ме мајко родила". Ги признавам и зборовите кои се разликуваат макар и со една буква. Секако секој збор можете да го кажете само еднаш. Веќе кажаните зборови од насловот не смеете да ги кажувате.
Вања и Сашо, ги бараме зборовите од песната "Зошто си ме мајко родила", со тоа што не смееме да ги кажуваме оние кои што се во насловот. Дали ни е јасно? Супер, Рената и Анастасија, како што реков, "Зошто си ме мајко родила", овие 3 збора ќе му дојде, не можеме да ги играме. Тоа имајте го во предвид. Она што интересно е како за подсетување за Рената и Анастасија е дека на пенали одговараме напоредно едните па другите, се додека некој не погреши, кабините се вклучени, па ќе треба да бидат внимателни да не си ги издадат, односно кажат своите одговори на своите противници. А сега да започнеме. Анастасија и Рената, кој е вашиот прв одговор? Цел. Цел, прв точен одговор. Живот. Живот. Така е. Видела. Видела. Така е. Леле. Леле. Така е. Не морате и поред да ги кажувате зборовите, нели можете да мешате за да ги збуните вашите противници, тоа на вас остава. Чедо. Чедо. Така е. Машко. Машко. Така е. Радост. Радост. Така е. Друг. Друг. Така е. Дарила. Дарила. Така е. Мајко. Во насловот ги имаме тоа зборче, Саша, да. Зошто мајко и родила не можеме да ги играме, да. Ќе морам да почнам да бројам. Тајде, вие во меѓувреме одлучете се. Кој е зборче? 10, 9, 8, 7, 6. 3, ајде. Да. 1. Ајде еден збор, Сашо, кажете, што? Да не е без ни еден. Да не ме прекинам без зборче. Среќа. Среќа. Ајде да видиме среќа. Нема среќа, има среќна, ама не можеме да го признаеме, нели една буква е. Вања и Сачо, супер бевте, но пеналите овој пат, зошто си ме мајко родила, работа беше зошто ми се падна песнава. Сега, тоа е, што е, убава песна и разберам друга е кога ќе седнеме во кафанче, кога ќе слушаме, кога ќе се запиеме и запееме, ни текнуваат сите зборови, кога треба вака да ги одговараме, малце подруго е, поразлично, постресно и сето тоа влие. Но, Вања и Сачо, секој доаѓање тука подобар и подобар учинок имате и се подалеку стигнувате. Минатиот првиот пат кога дојдовте си заминавме без пари, ништо не направивме. Вториот пат кога дојдовме со победа и со 150 евра во џеб, што е најинтересно и вторава партија, не дека изгубивте, така се насме среќата сега нели повеќе ке вашите противници, не беше ова од незнаење или од некој кикс. Одлични бевте. Што мене ми дава надежда дека повторно ќе се дружиме во иднина, дека пак ќе дојдете во листа за 300. Се надевам дека не грешам. Вања и Сачо, ви благодарам што бевте дел од денешното издание на нашиот квиз. Со здравје да си ги трошите парите, останете ми во добро здравје и се гледаме во некоја следна прилика. Сега, за жал, морам да им кажам чао и да им честитам на Анастасија и на Рената за првата победа во листа за 300. Женски, дами, господи, како сакате госпогици, ќе имате шанса сега да освоите парична награда. Искрено се надевам дека ќе успеете во истото. Но пред да ги повикам Анастасија и Рената да ми се придружат тука на главната сцена да ги прочитаме зборовите од песната "Зошто си ме мајко родила". Зошто си ме мајко родила, ле, цел живот не си ме видела.
Ти си машко чедо створила и на друг си радост мајко дарила. Леле оф аман и на друг си радост мајко дарила. Дење ноќе одам, скитам јас, пеам, свирам, играм и плачам. Твојот лик го гледам секој пат, на тебе долгови ти враќам јас. Херој биди мила мајко, што си срекнат звезда родила. Јас ке светам мајко како сјај, за мојот мила мајко роден крај. Тоа се зборовите од песната Зошто си ме мајко родила, а сега време е да ги повикам Анастасија и Рената да ми се придружат на главната сцена и да ги соочиме со темата од нашата листа. Дали и колкава ќе биде паричната награда, останува да видиме во продолжение. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по пузата. Анастасија и Рената ми се придружија тука на главната сцена и одме по друго. Конечно сум со две дами тука на сцена. Поголемиот дел од времето го поминувам со мажи. И убаво освежување ми е вака кога ќе видам. Добре ми дојдовте. Нека ви се множат учествата во листа за 300. Ова е само прво. Имам тука и темата дами, женски, се едно, но ќе ви ја соопштам откако ќе протрчаме низ нашата листа. Сепак за вас е првпат да сте на оваа позиција, па еди за првпат да се подсетиме како стојат работите со нашата листа. Таа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме онаа максимална сума. Во меѓувреме за ваши 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 950, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од тука со парична награда од 300 евра. А сега дали сме подготвени? Како стоиме со литература, со читање? Дали сакаме да читаме или сме сакале порано, па сега нема време веќе? Па така. И кај мене така сме читале, сме сакале во моментот да, кога ќе се има време. Простор, така да. Така е, знам. Може. А време се помалку и помалку, за жал. А и она време што ги имаме, тоа викам, за жал е навечер пред да си легнеш, а тогаш две страни ме успиваат. И понекогаш последен пат ми се случи една книга да бидам на 50-та страна. После 2 месеци читање, тука се откажав и остав и реков кога имам време, тоа ќе читам, што значи на одмор на плаж. А сега, да се вратиме на темата поврзана со литература. Слушајте убаво и вие, драги гледачи. Денес како тестираме нашето знаење на тема руски писатели и писателки. Извор, сајтот на биографии, бараме имиња под кои пишувале или се познати руските писатели, односно писателки. Ако имаат повеќе презимиња, доволно е само едно презиме под кое се познати. Се признавати поети и писатели на драми, романи, баснописци и така натаму. Ке ги признаеме и оние писатели кои твореле во времето на некогашниот, се извинувам, Советски сојуз. Дали не е јасна темата? Да. Ни текнуваат некои, мисламе ке имаме барем некој денар да земеме, кога да не биде без ич. Ајде, без брзање, пополека, кога ќе бидете подготвени да започнеме? Достоевски. Достоевски. Одиме веднаш со тешка литература, злосторство и казна, така е Фјодор Достоевски. Да се надеваме дека ќе нема ни злосторство, ни казна денеска, секој види како што треба. Така е, точен одговор. Толстој. Толстој. Како беше Лев Николаевич Толстој? Да. Лав Николаевич Толстој. Лав Николаевич Толстој. Така е, точен одговор. Чехов. Чехов. Антон Чехов, убаво си кажа. Опа, Чехов за 50 евра. По 50 евра свачи. Честитки за првите освоени пари во листа за 300. Што правиме сега за понатаму? Само да видиме. Важи слободно. Има еден презимето му е како огнено оружје. Така можам да ви асоцирам. Знам, Пушкин. Само чекай, уште 20. Ајде, мислете. Леле, најинтересно ми е што барем уште 2-3 ќе ти текнат кога ќе ти ги прочита. Сигурно, ама. Само што има уште еден... Леле, како да го асоцирам сега, не знам. Многу познато име мене, па тоа ми е...
Мислете, размислувајте, ништо не ве брзам, имаме време. Па не ми текна. Не знам. Не ти текнува моментално? Не ми текнува, не, блокада. Доста е. Блокада сега. Колку се откажува. О, баш ми е криво, затоа што сега знам дека ќе се подсетиш, ама добро, сега, од друга страна, да, ве разбирам, во секој случај. Анастасија и Рената, супер натпреваруваш ке бевте денеска. Ако се земи во предупред дека прв пат ви беше, Ние, да. не се ни приметуваше. Честитки, на моје огромно задоволство, парите не се реален одраз на вашето знаење и на тоа што покажавте денеска, но во секој случај пете добра инекција се за изгубеното време. Бравост, на моје огромно задоволство, ќе се дружиме во следното издание на нашиот квиз. Многу ме интересира тогаш што ќе направите. А сега еве дел од оние руски писатели, писателки. Ги имаме тука Александар Пушкин, Александар Солжнецин, потоа Борис Пастернак, Владимир Мајаковски, Владимир Набоков, потоа Иван Бунин, Иван Гончаров, Иван Крилов, Иван Тургенев, Николај Гоголј, Николај Островски, Сергеј Есенин, да. И така, натаму ги има доста, но овие се оние најзвучните. Тука е помеѓу овие и дамата Ана Ахматова. Те имам издвоено срамота. Една дама сум издала само. Не требаше воопшто да навлегувам на оваа тема. Сега што сме на крајот на денешното издание на листа за 300. Анастасија и Рената, видовте денеска, покажаа одлично знаење. За жал, парите кои што го освоија, пак ќе кажам, не содействуваат со знаењето кое што го покажаа во денешното издание на листа за 300. Но како и да е, ќе имаат шанса за поправен веќе во следното издание на нашиот квиз. А до тогаш, драги гледачи, останете со програмата на Сител секако. Чекајте го следното издание на листа за 300 и никако не ми заборавајте. Ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!